Па најверојатно Жарко Димовски. Така некако, да. Па мислам дека идеално би било убав и паметен. Ајде, тоа што го пеевме цело време како лајт мотив во представата што ја правевме скоро. Джелем, джелем, лунго не дроменца, ла 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 лај. Тишина. Мислам дека мир и тишина на луѓето им треба една кочница за да сватат уствари колку е драгоцено ова што ние го губиме моментално како планета Земја и како свет воопшто. Па кога ми летна џогерот у публика, имаме на сцена кај што метам и џогерот доле не бил, тоест метлата не била завртена на рачката како што треба и чистам баш онака со голема брзина и одлета џогерот у глава кај еден човек у публика и тоа беше хаос. Стварно се случи хаос. Па не знам, музиката е пропратен дел од мојот живот, така да би настапил со многу песни. Најверојатно би било нешто авторско. Најсекси македонка мислам дека е жената што ја играм во новата представа. Тоа би сакал да дојдат луѓето и да го погледнат па нека проценат сами. Па најверојатно ќе имав повеќе коса. Тоа се пижамите кои што ги добив на поклон од мојата девојка и се некоја мастилно плава. Испијам само за нив. See you later, alligator. И ќе се избегам. Се макнувале Ром и Ромка и таа му рекла него: "Срце, ти ја зедев мастиката одуста." Амори не е мастика, шлајме. Мислам дека тоа е нешто кое што онака потајно го посакувам да се најдам некаде во нешто такво, дали насред џунгла, каде што би било поинтересно, или насред пустина. Ќе пробам да го спроведам она што го имам како знаење за surviving inside the desert и не знам, најверојатно прво што ќе направам ќе побарам шкорпија, затоа што сакам да фатам шкорпија и да ја гризнам. Па си го сакам целото тело, значи навистина не мразам никакви делови, а најмногу си го сакам лицето. Па да. Break my heart. Не знам, сега ова е многу тешко прашање. Година без секс, најверојатно. Пошто во театарот ќе се снајдеме на сцена, ќе симулираме. Па во црното бело, белото црно, јинг јанг, Брусли, респект.